И добро дојавте повторно на каналот кај BitTeacher Crypto и денеска ќе се занимаваме со техничка анализа на биткоин, ќе погледнеме и некои чартови за алткоини, па да почнеме. Тука ќе направиме една зона каде што цената често се одбива и сега буквално можеме да погледнеме дека имаме можеби некаква вајков реакумулација. Ова може да го кажеме дека е selling climax, спуштање на цената, потоа имаме uptrust, пробивање на selling climax-от, спуштање на цената надоле во реакумулациона зона и повторно еден голем скок, што покажува sign of strength, односно ни покажува јачина во трендот и нормално сега се држиме на претходните врвови, немаме некои големи корекции. Сега за сега сето тоа е пропратено со волумен, имаме breakout, огромен волумен, повторно волумен, огромна свеќа и повторно волумен и повторно волумен. Што значи дека имаме голем број на ликвидирани шорт позиции кои што веројатно се надевале дека цената би продолжила вака, повторно вака и тука, но тоа не се случи. Тука може да покажеме дека имаме опаѓање на волуменот и кога волуменот опаѓа, а цената стагнира во одреден опсег, значи дека имаме консолидација, а консолидацијата обично е пропратена со движење во иста насока, може да биде и во обратна насока, но многу ретко. Секогаш кога ќе имаме мал пад, можеме да видиме огромен волумен кој што го апсорбира тој пад. Имаме повторно апсорбција, пад, зголемен волумен, повторен пад, зголемен волумен. На дневен чарт пак ова мене ми изгледа на корекција, која што би можела да се случи до овој опсек на цената од 93.000 до 97 и тоа би значало ABC корекција. C корекција, но можно и да се застане тука, бидејќи имаме day cycle low тука и цената многу ретко, но доколку имаме ни булиш вести, може и цената да застане тука и само да се одбие и да продолжи во нагорна насока. Нешто вака. Или пак, доколку сака да ги ликвидираат овие позиции, можно е да се придвижиме до тука. Волуменот исто така можеме да го видиме на 4-часовен период, кој што ја многу ретко го практикувам, но само да ги погледнеме волумените. Имаме огромен волумен тука, пробивање, огромен волумен, повторно надолна цена, апсорбција, враќање на цената, повторен пад, апсорбција. Кога го гледаме чартот на 4-часовен таймфрейм, може да покажеме и подетално за триаголникот кој што моментално се формира. А ќе ви покажем уште некој интересен чарт
од претходните години, како завршил овој триаголник. Тука можеме да покажеме дека и може да имаме вакво движење, потоа пробивање на овој триаголник и завршување некаде до тука, можеби мало пробивање и враќање во V-shape и продолжување нагоре. Доколку пак маркетмекерите би сакале да го соберат ова ликвидити тука, ќе имаме издолжен бранд C, што би дошол до тука и што би ги ликвидира тие позиции. Но да видиме што се случувало претходните години, кога сме имале вакви формации. Во 2020 година, само да го најдеме, ги имаме забележано, првата формација, исто така имаме остар пат, опоравување, придвижување на нови all-time highs, повторно движење на страна, пробивање на овој триаголник, ликвидирање на голем број позиции и ајде да измериме со Фибоначи, каде тука завршила цената, веќе ова е најмалата точка, најниската точка, а ова е највисоката точка во овој бран А, Б, С, што значи дека сме ја допреле оваа линија тука на Фибоначи и сме продолжиле нагоре. Ајде сега да видиме што се случи во вториот случај. Исто така имаме огромен пат, консолидација малку, пробивање на триаголникот, реакумулација и продолжување нагоре. Но, како што може да видиме, тука сме имале застанување зад овој пат тука сме застанале и кога ќе повлечеме Фибоначи, од прилика тука не сме го добиле ова ниво, но сме отишле многу малку, како што кажав, пробивање малку, тука се ликвидираат позициите, кои што прерано влегле, имаме дупло дно и продолжуваме нагоре во бул маркетот, класична дистрибуција тука. Сега да се вратиме на овој чарт, што би можеле да видиме уште тука, доколку цената пак би се придвижила до ова ниво, треба да имаме голем Black Swan настан, за да може да не однесе до оваа цена. Ова ќе биде одлична можност за купување пред да го завршиме овој јули, се надам во позитивна насока. Доколку повторно зумираме малку на чартот, можеме да повлечеме уште еден обсек, помал обсек тука, и кога имаме пробивање, потоа цената се враќа и затвара тука, обично имаме бериш движење на цената, што резултира со пад до тука. Останува да видиме што ќе се случи во следниот период, но за нас што е битно? За нас е битно дневниот чарт, се додека сме над овој DCK low, едноставно ова движење не ни интересира, тука може да имаме голем број на ликвидации, едноставно сега моментално имаме консолидација, така да ова може да заврши на неколку начини, можно е да имаме и А, Б,
се и од тука, само момент, и од тука да продолжиме надоле, да се вратиме до оваа зона. Тоа би било на half cycle low, односно можеби тука би имале и инверзија. Следниот day cycle low треба да ни се случи, сега ќе видиме во јули, тоа е 31 јули, од 31 јули до 5 август. Во овој временски период се е можно да се случи. Сега за сега друго не ни интересира, имаме тренд линија која што за малку не ја пробивме, можеби, како што видовме во претходните чартови, би имале ваков случај. Само момент, тука half cycle би ни бил тука некаде, во овие денови плюс минус, и можеби ни се спрема вакво сценарио, Black Swan настан, и сега не знаеме дали ќе пробиеме тука. Ако пробиеме тука, дефинитивно одиме до овој дел и потоа може да добиеме ваква инверзија. Day cycle low и продолжуваме нагоре. Сега да ви покажам врска со алткоините, да го погледнеме Етериум малку. Етериум исто така моментално изгледа булиш. Имаме оладување на индикаторите тука, доколку ставиме на 4 часовен период. Веќе сме зелени на MACD и би очекувале некоја, можеби, би очекувале некоја зголемување на цената во краток период, но она што гледам, можно е да се вратиме во оваа зона, доколку има Black Swan настан, можната зона за Етериум би била оваа. Исто така ќе повлечеме тука и можеме да видиме јасно дека таа зона е од Фибоначи е представена и тука. Така да ќе видиме што ќе се случи во следниот период. Треба да знаеме веќе во, мислам дека, само момент, наредните 6 дена би требало да знаеме до почетокот на јули. Тоа би се десило доколку имаме некој Black Swan настав, потенцијално би се случил на почетокот на јули, да се ликвидираат тие позиции и подоцна да продолжиме нагоре. А сега да го видиме Етериум. Етериум ни покажува јачина во овој тренд. Можеме да направиме еден мал триаголник тука, одбивање од овие и да видиме каде ќе пробие. Доколку имаме потенцијален Black Swan настан, исто така може да очекуваме овие цени, доколку не, очекувам цената да остане во овој обсек, и кога биткоин ќе успее да го формира со day cycle low таму на крајот на јули, тогаш да успееме да се придвижиме нагоре. А за оние што ги следат алткоините, можеме да видиме кога Трамп всушност победи на изборите, имавме огромен раст тука,
прво биткоин, па потоа етериум и потоа големите маркет капови. Етериум немаше многу раст тука, едноставно поголемите маркет капови го украдува ово шоу, но мислам дека времето за етериум доаѓа, бидејќи како што видовме веќе големите играчи почнале повеќе да акумулираат етериум, така да останува да видиме, се гледаме во следното видео. Поздрави, чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my